Председателката повеќе да се ангажира во областите кои се во нејзина надлежност како што се безбедносните служби. Тоа денеска го побарал лидерот на опозицијата од шефицата на државата. Венко Филипчи ја пренел загриженоста на Гордана Силјановска-Давкова за случувањето во Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање и укажал дека таа треба да интервенира. Јас изразив загриженост и укажав дека сметам дека треба да реагира за некои работи кои што се во нејзини ингеренции, а тоа е пред се партизацијата која што се случува во дел од безбедносните структури. Укажав на ризикот што сметаме дека може да биде многу голем доколку настане фузија на двете безбедносни агенции, а се продолжи со ваква партизација, имајќи предвид дека сме имале едно такво лошо искуство во минатото, дека таква гломазна безбедносна партизирана институција може да се злоупотреби. Средбата која траеше час и половина во кабинетот на Силјановска-Давкова била на барање на Филипчи и на неа се зборувало и за блокираните европски интеграции поради неспроведувањето на уставните измени за кои новата влада предводена од ВМРО-ДПМН турка иницијатива да бидат со одложено дејство. Такво нешто беше пробано и во минатото, но не помина во Софија, вели првиот човек на социјалдемократите. Ќе ја поддржиме секоја позиција подобрана која што владата согласно ветувањата и обидите ќе ја обезбеди. Ја информирав председателката дека за време на преговорите кога ги водеше Социјалдемократскиот сојуз сме се обиделе да уставните измени бидат со одложено дејство, меѓутоа тогаш тоа од страна од бугарска страна, тогаш под раководство на тогашниот премиер Петков не било прифатено. Така да повторувам, било која подобрена позиција, ние ќе ја поддржиме. На средбата, прва од ваков вид меѓу Филипчи и Силјановска-Давкова, која како што изјави лидерот на опозицијата поминала во конструктивна атмосфера, председателката ги забележала сугестиите и укажувањата на низиниот соговорник. Пред средбата на водно и владата порача дека се надева на конструктивен состанок меѓу председателката и лидерот на СДСМ. Со оглед на фактот што станува збор за средба помеѓу председател на држава и председател на опозицијата, јас не би можела да изнесувам ставови во аспект на влада, се надевам дека ќе имаат конструктивен разговор за насоките во кои што ќе се делува во иднина. Средбата Силјановска-Давкова Филипче доаѓа само еден ден по низиниот брифинг за медиуми на кој таа рече дека смета дека е можен напредок во односите со Бугарија и барање решение низ интерпретација на постоечката европска преговарачка рамка. Нешто што таа му го пренела и на бугарскиот претседател Румен Радев за време на нивниот состанок во Баку. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.